Во принцип, целата контроверзност околу поставувањето на овој проблематичен споменик на мостот на цивилизациите започна во моментот кога никој, јавноста, партиите, сите општествени чинители не добија информација ниту кој е нарачателот, ниту кој е извршителот, ниту пак кој е поставувачот на таквата фигура на мостот. Тоа само уште повеќе ги зголеми контроверзностите или контроверзиите по однос на ликот и делото на тој српски цар. И сето она што се случи во петокот е само последица која што произлезе како резултат на таквиот арбитрарен чин на поставување, да не речам изникнување од никаде на еден проблематичен споменик како дел од Скопје 2014. Јас не сакам да се занимаваме со последиците, сакам да се занимаваме со причините. И се додека нема јасен одговор кој, зошто, како, кога, поради кои причини го постави тој споменик, не мислам дека треба јавноста толку да се бранува околу тоа кој, зошто, како, од кои причини го рушеше или се обиде да го сруши споменикот. Значи, како сега да расчитиме, не сакате да се занимавате со последиците. Ако последиците значат опасност за меѓуличните односи во земја, ако тие последици значат лош пример за останатите граѓани на државата, посебно кога става збор за министри и пратеници, ако тие последици значат вандализам, кој што е сосема спротивен со процесот на помирување, кој што вашата партија веќе неколку месеци го тера назад, тогаш како да не се занимаваме со последиците? Вие сте партија на власт која што има институт, има други механизми како да открие кој е нарачател, кој го поставил тој споменик и зошто е таму. Во текот на целата недела имаше најави за масовни протести и граѓанско рушење на споменикот, така што јас мислам дека нашето појавување таму единствено ги испушти страстите и придонесе да не се дестабилизира уште повеќе целокупната ситуација. Повторно ќе речам, станува збор за еден многу контроверзен лик, еден српски цар, кој што убивал, масакрирал, кој што насилнички ги конвертирал католиците во православни христијани. И не мислам дека било кој етнички албанец кој што плаќа данок на државата, било кога бил консултиран, информиран или дури и да бил консултиран и информиран би прифатил со негови пари да се поставува лик на еден таков цар. И тука почнува проблемот, односно контроверзноста, односно конфликтуозноста со поставувањето на тој цар. Не може со пари на даночници албанци да се поставуваат ликови на цареви кои што сечеле албанци. Госпожо Емира, дали тоа значи дека вие го оправдувате вандализмот на вашиот сопартиец Бекир Асани? Дали вие директно бевте сведок на тој вандализам? Како алудира сочеканот померување обронда? Знаете како во вакви ситуации прашањето или дефиницијата за тоа што е вандализам секогаш е прашање на толкување. Ако протестантите или демонстрантите го срушија споменикот на Ленин во Киев, тоа го нарековме борба за демократија. Сега не знам зошто ова се толкува како вандализам. Веројатно затоа што толкувањата се етнички ориентирани, а не се принципиелни. Се бориме за демократија во која што не може да се поставуваат споменици на арбитрарен начин, кои што провоцираат и повикуваат на конфликти. Тоа е неприфатливо. Замислете сценарио да не се случише петокот вечерта, да се случише саботата попладнето. Дали јавноста мисли дека некој се гордее со тоа што функционери на ДУИ врз свој грб ги плаќаат цените на нивниот кредибилитет? Мислите дека е лесно? Мислите дека е лесно некој да ве нарекува вандали и насилници по јавноста? Цената не е мала, цената не е ниска, напротив, цената е иднината на Република Македонија.